Штетата од неработењето на минатата локална власт предводена од СДСМ остави многу негативни последици врз општината. Почитувани сограѓани, денес ќе ви представиме како претходниот градоначалник на општина Прилеп, Илија Јовановски, постапувајќи спротивно на одредбите од законот за вработените во јавниот сектор, односно воопшто не постапувајќи, во текот на 2021 година нема донесено годишен план за вработување во 2022. Наместо да излегуваат од СДСМ со смешни пресконференции, најпрвин треба да се извинат на граѓаните на општина Прилеп за залудно потрошените 4 години од мандатот во неработење. Почитувани прилепчани, согласно член 20а од Законот за вработените во јавниот сектор, вработувањата во институциите на јавниот сектор се вршат врз основа на годишни планови за вработување кои што функционерите кои раководат со тие институции ги подготвуваат врз основа на методологија од членот 5 став 3 на овој закон. За да биде појасно, согласно овој член 20б став 1 алинеја 3 од истиот закон, функционерот кој раководи со институцијата е должен најдоцна до 1 септември во тековната година да изготви предлог план кој што заедно со предлогот на буџетското барање го доставува на согласност до органот кој што е надлежен за таа институција, односно, ако се работи за единица на локална самоуправа, до советот на општината. Прашуваме, дали претходниот градоначалник на општина Прилеп од редовите на СДСМ свесно, најверојатно, судејќи по прогнозите и анкетите пред локалните избори, дека ќе доживеат катастрофален пораз, а спротивно на законските одредби, нема донесено годишен план за вработување за 2022 година. Додека, спротивно на сето ова, во текот на 2020 донесен е годишен план за вработување со датум на 31.8.2020 година, на кој што од Министерството за информатичко општество и администрација немаат дадено позитивно мислење, односно постои само слика на Вибер. На вака незаконски дадена согласност врз основа на која што се вршени и вработувања, во текот на 2022 година извршена е дури измена на годишниот план за вработување на 26.11.2020 година, односно извршена е измена на непостоечки план со согласност дадена на Вибер. Истите тие кои што го преспаа мандатот и не реализираа речиси ништо од ветеното, сега глумат загриженост. Почитувани сограѓани, оваа измена на годишниот план за вработување е донесена на незаконски начин од причина што во годишниот план предвидени се вработување за укинати работни места и со измена на правилникот за систематизација на тие работни места во општинската администрација на општина Прилеп. Како и предвидени се работни места за пополнување со јавен оглас на места кои што се веќе пополнети со вработени административни службеници. Замислете, на ваков годишен план Министерството дава позитивно мислење и врз основа на овој незаконски план извршени се вработувања во општинската администрација на општина Прилеп. Согласно ова, претходниот градоначалник на општина Прилеп, Илија Јовановски, со донесувањето и применувањето на ваков годишен план за вработување за 2021 година сторил грубо кршење на законите и злоупотреба на својата службена положба. Исто така овозможил одредени лица да се стекнат со противправна имотна корист. За сето ова ќе следува кривична пријава. Почитувани прилепчани, сегашната локална власт предводена од ВМРО-ДПМН била и секогаш ќе биде на страната на народот. Правдата, верувајте дека ќе го стигне секој оној кој што се огрешил пред законите.